Како мисијата на Управата за водење на матични книги се реализира во пракса, разговарам со директорот на ова управа во Скопје, господинот Фатон Фазлиу. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Чест ми е да сум ваш гостин и да им се обраќам на вашите гледачи. Разговаравме пред да го почнеме разговорот во студиото дека како институција сте отворени, се со цел да бидете транспарентни и отворени кон граѓаните, да им ги дадете потребните информации, затоа што пред се вие сте во служба на граѓаните и работите за интересите на граѓаните. Меѓутоа ве прашувам како ја исполнувате вашата мисија во пракса во период кога вработените во управата има предупредувачки штрајк со кој што бара покачување на платите за 20%. Како ја оценувате состојбата на функционирање на управата денес во однос на услугите кон граѓаните, но и условите за работење на самите вработени што ги даваат услугите и има ли доволно кадар за навремено сервисирање на потребите за граѓаните? Значи, како што и вие спомнавте, Управата за водење на матични книги можеби е една од најбитните институции во државата, пошто да речеме целиот живот се пишува во таа управа, од раѓање па до издавање на умреница за нашите граѓани, така што е многу битна од аспект на сервисот и на услугите што ги нудиме ние спрема граѓаните. Нормално дека откако стапив во позиција директор на Управата за водење матични книги, во почеток имаше доста, да речеме, проблеми што се можеби децениски во управата, но за еден раководител колку е тоа можеби тешко, но исто така треба да е мотивација за да работи на подобрување на тие услови и нормално да можеме да креираме поубава и подобра слика за управата и услугите што ги нудиме спрема граѓаните да се подобрат од ден на ден. Така што мислам дека во тој аспект ние како ново раководство сме успеле да ги подобриме услугите спрема граѓаните, но исто така да ги подобриме и условите на вработените. Секако да. Но сепак има одредени проблеми што барат можеби интервенции и одредени други институции што сме во фаза можеби на преговори и на одлучување за тие услови да ги подобриме. Факт е дека вработените или независниот синдикат на Управата за водење матични книги имаше еден предупредувачки штрајк или бојкот на работата прошлата седмица, кој ги доставија и би рекла оправдан. И оправдани барања на нивните барања, пошто се знае дека не е лесно нивната работа, мислам 8 сати да си на шалтер и да им служиш на граѓаните, таа бара доста енергија, но јас сум им заблагодарен за тоа што они го дават секојдневно, но како и да е, мене како раководител ми стои на тежина, да речеме, јас да го решам нивниот децениски проблем, како што реков, и да ги решиме, да ги решаваме нивните барања. Тие барат во основа 20% покачување на платите, што можеби звучи премногу, но кога ќе анализираме дека над 80% можеби на тие вработени се на минимална плата, мислам дека дури тоа е малку. Но ние ги имаме во предвид сите услови на нашата држава и се надевам дека ќе најдеме разбирање и во другите институции, во овој случај во Министерството за финансии, да се најде соодветно решение. И во владата, а знам дека се позитивни од овој аспект и сака да го решат овој проблем и се надевам дека за многу кратко ќе имаме соодветно решение за нивните барања. Иако овој беше предупредувачки штрајк, да се надеваме во иднина дека ќе нема уште една ваква ситуација. Се надевам.
И сега, ако ве прашам кои се најбараните услуги што ги користат граѓаните, ги знаеме и многу се на вистина и зависат, нели, клучни се за функционирањето на граѓаните во рамки на општеството, но вистинското прашање на дополнето на ова ќе биде каква е брзината и колку време во просек е потребно за издавање на изводи и други документи. Граѓаните секогаш сакаат веднаш и сега да ја завршат работата и да го добијат потребниот документ. Како што реков на почеток, значи брзината и услугата е многу подобрена од годините што сме ги оставиле зад нас, но најбараните услуги во управата се знаат, кои се, мислам, изводи на родени, венчаници, умреници, упис на новороденчиња, но нормално имаме и управни постапки што малку се покомплицирани и траат подолго. Како и да е, мислам, од аспект на тоа дека колку успеваме тоа брзо, знаете дека во управата имал некој процес на дигитализација на услугите и мислам, сите наши услуги што ги издаваме веќе се електронски. Нормално тука голема поддршка ни даде Министерството за дигитална трансформација, кој ни е ресорно Министерство на управата, и сите тие услуги се веќе интегрирани во еден софтвер, во еден систем, каде што граѓаните можат тие услуги да ги земат и во електронска форма, што ова ја подобрува услугата од аспект да нема редици, чекање, нервози и така натаму. Сега она што е најважно, како тече процесот на дигитализација и колку успеваат граѓаните да ја искористат оваа можност и кои услуги можат да ги добијат електронски граѓаните? Значи, вака, последната година е можеби ова година најважната што овој процесот на дигитализација и издавање на електронски документи веќе зима форма. Така. И можам слободно да кажам дека расте бројот секој ден на барање на услугите електронски. И од аспект на управата за вода и матични книги, значи буквално сите услуги можат да ги користат и онлайн и да си ги извадат документи електронски. И за изводи на родени, и венчаници, и умреници. Дури и опис на новороденчиња може да се врши онлайн. Значи, значително им олеснува на граѓаните да добијат на време и да бидат растеретени од доаѓање на шалтери, повеќе време. Електронскиот извод, значи, не касни до граѓаните повише од 24 часа, само во случаеви кога има некој проблем во барањето или во податоците на тој извод, пошто нормално треба да се проверуваат податоците и во книга, дали се точни, и после тоа да се издава, пошто нормално тој ја бара за некоја услуга што тој извод утре треба да ја користи. Значи, по електронското пријавување и барање од страна на граѓанинот, вие ги проверувате податоците и доколку се совпаѓа и нема потреба од други документи, без проблем електронски се издава документот. Така, Одлично. Значи, ова доста ја олесни целата процедура. Нормално има периоди кога е пообемна работата и кога некогаш знае да имаме задосување и закаснување на услугите, но тоа е поради можеби фактот што у последно време имаме и недостиг на кадар на луѓе во управата. Во последните 3 години, значи во управата се заминати или во пензија или ја напуштила ова работа поради претходните причини што ги спомнавме, скоро 200 вработени. Значи, од 550 што било вработени во управата, сега сме негде 350. Да, со овој проблем се соочуваат и вработените во управата во Битола, но како велат, колегијалноста сепак е пред се и даваат се од себе да ги задоволат барањата на граѓаните. Меѓутоа, она што ќе ги интересира секако гледачите е како се постапува со итни случаи кога граѓаните имаат потреба од документи во краток рок и особено би истакнала дека ова важи и за граѓаните кои што живеат во странство, а доаѓаат во Македонија за време на празници, летниот период, па сакаат што е можно побрзо да ги завршат работите. Ние ги имаме во предвид сите овие случаеви, знаеме од прилика кога е тој период што има поголем обем на барање од граѓаните и затоа јас како раководител се трудам
да ги мотивирам сите вработени од тој период да бидат сите вклучени во работата или да се во шалтери кај што ќе издават услуги. Во ова насока, значи, нели сега сме пред празници, пред знаат нашите граѓани да се вратат тука, да се со семејствата. Јас сум барал од моите вработени, значи, на сите нив да им се услужи прво, пошто секако тие доаѓаат да ги извадат тие документи за, не знам, да одат да се сликат за лична карта, за пасош, но временскиот рок им е пократок. И нормално такви моменти имаме во септември кога се уписите во факултет, во средно и така натаму, но успеваме да ги да се искоординирате и да се постигнеме справите со ситуацијата во тој временски период. Но нормално во голема насока доста ни помогна и ова што можеме да издаваме документи во електронска форма, што ја олесни доста тежината на работењето. Сега многу често меѓу граѓаните кога се зборува за управата за водење на матични книги, се зборува во негативна конотација, во смисол сега ќе отидете на шалтер, па треба да објаснувате, па да изгубите многу време, па ќе ви бараат и некои други документи од оние што ги носите со себе и некако граѓаните се постојано со прашалници, меѓутоа не се така црно, ма не ни се така розево, но вие најдобре ја знаете вашата работа. Но ајде да ве прашам, кои се најчестите проблеми со кои што се соочуваат граѓаните при користење на услугите од управата и дали има можеби зголемен број на поплаки и како управата постапува по нив? Значи, комотно можам да речам дека бројот на поплаките кон управата е доста намален. Мислам, со тоа се справувам секој ден лично сам, јас како директор на управата и можам слободно да речам дека од тој аспект многу се подобрени условите на работењето, но и услугата што ја издавам до граѓаните. Можеби најобтежната со работа е Скопското одделение, тука што е во Скопје, во Стара Скопска чаршија или Стара комерцијална банка, што се види. Но кога и да одите, веќе е минато тоа да се чека редици со сати. Нормално да се чека 2, 3, 5 пред вас, не може да има толку чекање како што било претходно. На што најмногу се жалат граѓаните? Значи, претежно проблемот доаѓа до тоа пошто граѓаните не сите знаат кој има право да извади извод или лични документи што ги издава управата. И често наоѓаме на такво недоразбирање со граѓаните. Значи, секој подносител треба лично барање да прави за документите, или па ако се за малолетници може родителите да се извадат. Но често пати доаѓаме до тоа што некој доаѓа, не знам, за роднина, за пријател, за друга, така што ние, пошто работим со чувствителна работа, со лични податоци, со доверливи податоци, значи не можеме тие услуги да им ги даваме на секого. Освен ако некој не е полномошник, може во таков случај? Полномошник, апсолутно дека може. Мислам, имаме такви случаи, ние секојдневно имаме работа со адвокати, со нотари, со... така, да. Што... Сега, говоревме за услугите кон граѓаните, брзината и квалитетот на услугите, но ајде да видиме со какви административни или законски пречки вие се соочувате најчесто во вашата работа и како се справувате со заостанати предмети, долгогодишни нерешени случаи кои што треба да се решат во интерес на граѓаните. Значи, нашата работа не е едноставна. Реално е малку покомплицирано тоа што граѓаните можеби знаат. Значи, ние секојдневно можеби имаме многу често работа со одредени други институции. Во овој случај со МВР, со центрите за социјални работи, со Министерството за правда, со МНР исто така за нашите граѓани што се надвор од државата. И целото ова бара некој процес на работење. Како и да е, ние за жал, мислам, не се интервенирало соодветно со време во Законот за матична евиденција. И заедно со ресорното министерство, во овој случај со Министерството за дигитална трансформација, работиме на нов закон за матична евиденција, кој ќе ги опфати сите наши забелешки и пропусти што се
во тој аспект за да бидат надминати тие проблеми. Нормално управните постапки се можеби најкомплицирани постапки во нашата управа и за жал знам дека има доста малку со таа работа или со одговор до граѓаните за нивните барања, но тоа е за жал од тоа што имаме недостиг на кадар. Значи ни фалат правници во управата, што се надевам дека 2026 ќе биде решен тој проблем и ќе можеме ние да вработиме нови правници кои ќе треба да се залагат и да ги решат овие предмети. Сепак и во тој аспект ние сме успеале да ја подобриме доста услугата на управни постапки, а тоа е благодарност и на соработката и комуникацијата што имаме и со институциите во последниот период, и со МВР и со центрите за социјални работи. Токму и тоа сакав. Ние имаме редовни состаноци, се со цел да ги подобриме условите на нашето работење и нормално услугата спрема граѓаните да биде поквалитетна. Така, убаво што споменавте, тоа беше моето следно прашање, дека клучна е соработката на управата со другите институции како Министерството за внатрешни работи, потоа општините, Министерството за правда, и верувам дека сте координирани во работата, усогласени за да може побрзо да ја дадете соодветната услуга за граѓаните, но не зависи се од вас. Во одредени ситуации потребно е да чекате потврда од Министерството за внатрешни работи за да може процесот во управата понатаму да продолжи до крајно завршување на целата документација. Реално доста сме успеале во таа насока. Дали многу се доцни во тоа комуникација со институциите? Претходно имало многу задоцнување, но сепак во ова година дена можеме комотно да речеме дека таа комуникација е многу поквалитетна. Значи, ние успеавме да градиме комуникација и целата наша комуникација меѓуинституционално да се движи електронски, што ова добиваш на време, и исто така, значи, во МВР не како претходно, значи претходно за еден матичен број на новороденче се чекало од 10 до 15 дена, сега никогаш не доцне повише од 3 дена. Што ова е за пофалба и благодарност до помошник министерот за управни постапки, што е при Министерството за внатрешни работи, Јован Алтанџиев, кој секојдневно со секојдневна комуникација меѓу нас се подобруваат услугите спрема граѓаните. Она што е најважно, и вие го споменавте, е унапредување на ефикасноста и транспарентноста на управата за водење на матични книги, и секако планирате и дополнителна дигитализација на услугите за граѓаните, и сето тоа во наредниот период треба да се очекува, но истовремено да се работи и на подобрување на условите за работа на вработените и изголемување на нивниот број. Како ќе го заокружите се тоа што го кажав? Значи, вака, апсолутно дека ние треба секојдневно да се залагаме да ги апдейтираме, да речеме, нашите услуги и нормално и да ги подобриме условите на вработените, пошто само така можеме да имаме и подобри услуги спрема граѓаните. Сме во одредена фаза на дигитализација и услугите, како што напоменав претходно, се издават електронски, но секогаш во ерата на дигитализација многу е битно да си во тек и цело време да унапредиш во таа насока. Од овој сегмент можам слободно да кажам дека Министерството за дигитална трансформација апсолутно ни дава поддршка и помага доста во ова насока, и секојдневно ние ги подобруваме и ќе ги подобриме нашите услуги, и верувам дека 2026 ќе биде многу поуспешна од годината што ја оставаме зад нас, но се надевам и од аспект на условите на нашите вработени во управата. Се надевам дека почетокот на следната година ќе биде многу подобра и нивните барања ќе бидат исполнети, и нормално
условите во управата ќе бидат многу подобри. Завршетокот на една година пред почетокот на новата година секогаш е период на сумирање резултати, но и желба и надеж да бидете поуспешни во новата година која што доаѓа. Кажавте кои се генерално вашите приоритети во наредниот период, но јас за крај од овој разговор би ве прашала што за вас значи модерна и функционална управа за водење на матични книги од аспект на граѓаните и која порака би им ја упатиле на граѓаните за подобра, но и поефикасна соработка за двете страни? Значи, јас можеби ќе звучам вака народски, но ќе се сметам за успешен директор кога во моментот граѓаните нема да барат интервенција за одредена услуга. Тоа е најважно. И мислам дека сме во добри чекори да го постигнеме тоа. И затоа верувам дека 2026 ќе биде таа година каде што граѓаните многу лесно можат да достигнат до нашите услуги што ги дава управата и нормално редиците, чекањата и гужвите што се прават ќе бидат минато. Уште е потребно одредено време за граѓаните да се едуцират соодветно за електронските услуги да ги користат, но како што напоменав претходно, значи секојдневно имаме раст на користење на тие услуги и се надевам дека утре условите ќе бидат многу подобри од денешна. Ви посакувам успешно завршување на оваа година и уште поголеми успеси во работењето, пред се да бидете во функција на граѓаните, што е можно побрзо да ги добиваат вашите услуги на обострано, нели, задоволство. Среќни новогодишни празници и да се видиме со нови информации, нови достигнувања и унапредување во работата во новата година. Ви благодарам уште еднаш на поканата. Чест ми беше што можевме да разговараме на овие битни теми. Исто така им посакувам среќни новогодишни празници на сите наши граѓани и се надевам дека 2026 ќе биде посреќна, успешна и берекетна година. Ви благодарам уште еднаш.